Шестата задача од четвртата поглавје гласи коцка за играње се фрле 2 пати. Одреди ја веројатноста еден од појавените броеви да е поголем од 3, ако барем еден од броевите што се појавиле е помал од 3. Значи, прво битното е дека имаме коцка за играње се фрли 2 пати. Што значи тоа? Имаме експеримент со 2 чекори. Па ќе користиме дрво за испитување. Ако гледаме само резултатот, значи ќе имаме 6 по 6, 36 гранки тука. Дали можеме нешто да намалиме? Тоа е прашањето. И гледаме дека нас ни интересира поголем од 3 и помало од 3. Значи можеме барем 3 случаи. Поголем од 3, еднакво на 3, помало од 3. Значи, почнуваме со точката тука. Имаме една гранка помало од 3. Тоа се резултатите 1 и 2. Имаме една гранка еднакво на 3. Тоа е резултат од 3. И имаме резултат поголем од 3. Тоа е резултат 4, 5 или 6. И знаеме дека секој од овие има 1/6 веројатност. Значи, тука имаме 2 по 1/6, 2 шестини, односно секогаш кога имаме црвено, ќе биде 1/3. Тука имаме 1/6 кај зелено и тука имаме 3 шестини, односно 1/2 кај плаво. Сега, ова е првиот чекор, да го пишеме од озгора, првиот чекор. И сега треба уште еден чекор, вториот чекор. Ова тука да го намалиме, за да имаме место за тоа. Значи, еве, сега имаме црвено тука, зелено и плаво. Тука имаме црвено, зелено и плаво. Тука имаме исто така црвено, зелено и плаво. И сега, овие ги знаеме по боите, само ќе ги пишеме што имаме. Значи, тука имаме 1/3 по 1/3, значи двете беа помало од 3, 1/9. Имаме 1/3 по 1/6, еднакво на 1/18 тука. Тука 1/3 по 1/2, еднакво на 1/6. Имаме сега 1/6 по 1/3, еднакво на 1/18. 1/6 по 1/6 е еднакво на 1/36 и 1/6 по 1/2 е еднакво на 1/12. Тука имаме 1/2 по 1/3 еднакво на 1/6. Тука имаме 1/2 по 1/6 еднакво на 1/12 и последно имаме 1/2 по 1/2 еднакво на 1/4. Сега да читаме што сакаме. Одреди ја веројатноста еден од појавни броеви да е поголем од 3, ако барам, значи имаме условно веројатност. P од B ако А. И ние ја знаеме формулата за тоа. Е P од B пресек А врз P од А. Значи, нас ни треба што е А и што е B пресек А. А, што е? Тоа е барем, ова е вториот. Барем еден од броевите што се појавиле е помало од 3. Значи, А е или имаме 3 во првиот,
Или имаме 3 во вториот. Или имаме Значи бараме колку е А и колку е А пресек Б. А колку е? Барем еден од броевите што се појавиле е помало од 3. Значи, или во првото ова фрлење имаме помало од 3, или, ова не е ексклузивно, во вториот имаме помало од 3. Ова што значи? Една црвено некаде. Ке ги броиме овие кај што имаме барем едно црвено. Може и две црвено да имаме, барем едно. А пресек Б што е? Одреди ја веројатност еден од појавени броеви да е поголем од 3. Тоа е Б. А пресек Б, значи, едниот треба да е поголем, едниот треба да е помал. Значи, во првото имаме помало од 3 и во второто имаме поголем од 3, ова е еден услов, можен услов, или имаме првата да е поголем од 3 и втората да е помало од 3. Сега, што значи тоа? Ова е црвена со црвено. Значи, едно црвено треба да се бара. А тука ова е црвено со плаво, а ова е плаво со црвено. Значи, колку е веројатноста на А? Треба да имаме барем, ова значи или, барем едно црвено. Едно црвено. Кај имаме барем едно црвено? Во првата, значи една деветинка, тука има едно црвено, 1 врз 18, тука има едно црвено, 1 врз 6, тука има едно црвено, и најдолу тука 1 врз 6. Ако правиме најмал заеднички именител од 18, тука 2, 3, 6, 7 и 3 се 10. Значи, P од А е 10 врз 18. А сега, полесно малко е А пресек Б. P од А пресек Б. Треба да имаме црвено по плаво или плаво по црвено. Црвено по плаво, кај е? Црвено по плаво, еве го. 1/6 плюс е сега плаво по црвено. Плаво по црвено, уште една 1/6. Значи имаме, ако го правиме со истото 18, имаме 6 врз 18. Едноставно треба да го делиме ова со тоа. Значи, тука одиме P од Б даден А е еднакво на 6 врз 18 делено со 10 врз 18. Еднакво на 6 врз 10 3/5. Одговор на задачата ова.